Петар, нашата смиреност, по милоста Божја митрополит Преспанско-Пелагониски и администратор Австралиско-Новозеландски. На сето свештенство, преподобно монаштво и верните чеда во Преспанско-Пелагониската и Австралиско-Новозеландската епархија им испраќаме мир и благослов, поздравувајќи ги со радосниот Божикен поздрав. Христос се роди, навистина се роди. Христос се раѓа, славете го, пејте му на Господа цела земја и весело пофалете го луѓе зашто се прослави. Вољубени браќа и сестри, Христос се роди и небесата ни испрати радост. Христос се роди и земјата се исполни со таа радост. Христос се роди, славете и радувајте се. Дојдете да славиме и да се радуваме. Дојдете да сопразнуваме со празниколюбивите небесни сили, зашто тие веќе дојдоа тука да празнуваат со нас. Дојдете да запееме со устите пофални песни. Дојдете да заиграме со духот, со радост, со радоста да се исполни и утробата наша. Да се зарадуваме возлюбени и да се веселиме. Ако и Јован во утробата на мајката заигра, кога Марија дошла кај Елисавета, тогаш ние, кои не Марија, туку самиот наш Спасител роден, го гледаме, треба и да заиграме, и да се зарадуваме, а исто така и да се восхитиме на оваа Божја промисла која секој ум ја победува. Да замислиме само каква сцена, каква слика би била кога сонцето од небото би слегнало и кога по земјата би одело и кога со своите зраци се на земјата би озарило. И кога таквата случка би ги ужаснила сите оние кои на создадената светлост така гледале, да замислиме тогаш како е да го гледаме сонцето на правдата, како од небесата слегува и во нашите тела зраци испушта и душата ни ја просветлува. Радосно е да ја примиме оваа радосна вест и да ја пренесеме, да ја соопштиме и да воскликнеме: заради нас се роди дете мало, превечниот Бог. Возлюбени чеда во Христа, Богомладенецот. Од љубов кон човекот, Бог слезе од небесата и стана човек. Синот Божи стана син човечки, со цел човекот да стане син Божи. Така, од Витлеемската ноќ се има посебно значење за нашето спасение. Даровите, пелените, јаслите. Свети Јован Златоуст вели: пелените се завој за нашите рани од гревот. Детето е положено во јасли за да не бидеме хранети со храната на грешната сладост, туку со небесниот леб. Пештерата во која се роди Христос е образ на црквата. Свети Атанасий Велики ќе каже сликовито: она куќарка каде што се породи Богородица го прими образот на црквата. Затоа што жртвеникот се јаслите, свештеникот кој служи е Јосиф, народот се мудреците, ѓаконите се ангелите, свештените се пастирите, архиереј е Господ, престолот е Дева, рипиите се херувимите, дискосот е Пресветиот Дух, покривалото е Отецот кој се покрива со својата сила. Бог, за да ни ја докаже својата љубов, овој пат не ни прати ангел кој би ни ја соопштил таа Божја љубов. Не, Бог самиот дојде преку својот син. Светиот апостол Јован вели: Божјата љубов кон нас се покажа во тоа што Бог го испрати во светот својот единороден син за да живее преку него. Ние пак немаме заслуга за таа љубов. Бог дојде не дека ние го возлюбивме, туку затоа што тој нас не возлюби и го прати синот свој за да ги очисти гревовите наши.
Затоа, ако некој прашува кому му служиме, кого го славиме и на што се поклонуваме, речете, ја чествуваме љубовта, вели свети Григори Ниски. Во тоа е тајната на Божик и затоа радосно го доживуваме денот кога Господ се роди. Возлюбени наши, денес е Божик, денес е рождеството Христово. Настан на Христовото раѓање е историски, бидејќи се случил во еден конкретен историски момент. Тоа значи дека Христос примил вистинско човечко тело и воплотувањето не се случило привидно како фантазија. Освен Богородица и Јосиф, првите кои му се поклониле на Богомладенецот беа пастирите. Ангел Господов им соопшти дека се роди Спасителот на светот. Ова не беше случаен настан. Пастирите не беа случајни личности. Христос ги избра најчистите и најпростите по срце за да го примат ова откровение, а и за да се покаже дека Христос е вистинскиот пастир и на израелскиот и на многобожечкиот народ. При објавата на веста карактеристична е химната на ангелите: слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Мирот што го воспеваат ангелите не е некој социјален мир, односно на војна, туку воплотувањето и присуството Христово. Така ангелите го воспеваат мирот што дојде со Христовото раѓање, а не некој мир што ќе дојде во иднина, бидејќи Христос со своето воплотување го помири човекот со Бога, со неговиот ближен и со себе си, токму затоа што во неговата личност се соедини Божјата со човечката природа. Човекот по падот го загуби мирот со Бога, а сега со неговото воплотување му се дава можноста на човекот да му служи и да му се поклонува на вистинскиот Бог. Освен пастирите, мудреците од Исток се удостоија да му се поклонат на новородениот Богомладенец. Мудреците беа астрономи кои ги гледаа небесните звезди и нивните движења. Бог им се јави, се откри, а тие го препознаа Христа и му се поклонија преку познанието на умот. Преку телесните очи гледаа едно бебе, но преку видот на умот го гледаа воплотениот Бог. Тоа веќе не беше работа на наука, туку на внатрешна умна чистота. Доказ за тоа е дека звездата што ја видоа на Исток и која ги одведе до Витлеем не беше една обична звезда, туку, како што вели свети Јован Златус, ангел Господин ги водеше, а пак Јосиф Вриени вели дека таа звезда беше ангелот Гаврил, кој впрочем беше служител и на големата тајна на воплотувањето на Синот Божи. Возлюбени празниколюбци, возлюбени боголюбци, не може да се слави Божик, да се слави раѓањето Христово, а да не се воспее и она која го родила Богомајката Дева Марија. Една црковна песна, подсетувајќи на настанот по пештерата, чувствата на Богомајката ги искажува вака. Го држи во рацете воплотениот и облечениот во човечка слика Господ и го бакнува како мајка, па му вели: најсладко чедо, како јас те држам на своите раце, тебе, кој со својата рака држиш се што е создадено. Името мајка насекаде означува љубов, така и во тајната на воплотувањето, покрај тоа што се открива Божјата љубов кон човекот, се открива мајчинската љубов. Со послушноста и смирението што го покажала,
Новата Ева Дева почнува новиот завет, новиот свет, новото создание, новото човештво. Стариот завет ја погазил послушноста кон Бога и го погазил смирението, со што го урнал мостот помеѓу земјата и небесата. Но Пресвета Богородица повторно го изгради тој мост, постанувајќи и самата мост помеѓу небото и земјата. Благодарение на нејзиното постојање, небото се исполни со прероден народ кој Пресвета Богородица го пренела од земјата на небесата. А земјата го примила како свој жител новиот човек, владиката на небесата, Богомладенецот Христос. Мили наши чеда, во Богомладенецот новороден, икона на рождеството Христово е семејството, потомството. Семејството е создадено за раѓање деца. Родителската љубов е света и нивните чеда се нивна воплотена љубов. Немаш ништо почисто и поубаво на земјата од новороденото дете. Неговата нежност и милост го растреперува секое човечко срце. Семејството со деца или со повеќе деца е како разгранета лоза, чиј лист не венее и чиј плод секогаш е изобилен. Во деновите на неуспеси и страданија, децата секогаш се надеж, охрабрување и сила. Домот, украсен со повеќе деца, не стравува за својата иднина, бидејќи Божјата десница постојано го чува. Семејството кое изобилува со деца, воспитани и научени на набожноста, скромноста и благочестието, е редок и скапоценен бисер, на чија убавина секој се радува. Ваквото семејство е извор на радост, љубов и утеха, дрво насадено крај воден извор, чии гранки се разгрануваат до Царството Небесно. За жал, денес на земјата широки врати отвора лажната либерална слобода во која покрај запрепастувачките и погубни ЛГБТ права како единствени вредности се промовира така наречената слободна љубов и слободен брак, кои го убиваат раѓањето на децата, зголемувајќи ја гордоста и мечтањето за големи кариери, со што пак се убива меѓусебната љубов на сопружниците, без која во семејството не може да има меѓусебна грижа и почит. Мечтајќи првенствено за удобност, комфор и кариера, мајките нека знаат дека најголемата и најуспешна кариера со која ќе добијат непроценливо богатство се здравите деца и силното семејство. Прифаќајќи ја пак таа либерална слобода, семејствата катастрофално се распаѓаат и уништуваат, а оние кои некако ја преживуваат оваа бура преку разните средства против зачнување на нов човечки живот и особено преку абортусот, го убиваат своето потомство и свесно го уништуваат. Затоа ние пак и пак повторуваме и укажуваме, семејството е единствената вредност во животот. Кога ќе пропадне семејството, ќе пропадне се, и свештенството, и монаштвото. Кога ќе пропадне семејството, ќе пропадне и светот, вели светиот старец Пајси Светогорец. Наши возлюбени, наши најмили, денес е Божик, денес е почеток на подвигот на Спасителот на светот. Денес е ден на испитување на нашата љубов и верност кон Него. Па тогаш, нека слушне светот како ја објавуваме вистината. Со нас е Бог, разберете народи и покорете се, зашто со нас е Бог. Придете денес сите да се поклониме
и пред скромните јасли озарени со божествена слава, зашто Богомладенецот Христос овде го започнува својот крстен пат на земјата, да се поклониме, зашто овде е почетокот на нашето спасение, почетокот на нашата вечност. Амин. Мир Божи, Христос се роди, навистина се роди. Ваш постојанен молитвеник пред Богомладенецот Христа, нашата свирност, митрополит Преспаско Пелагониски и администратор австралијски новозеландски Петар.